Добар ден и од мене. Нека е честит новиот објект. Нормално, овој објект кој што е правен по сите стандарди, условите кои што се внатре се навистина европски. Јас очекувам дека на тој начин ќе се подобри многу квалитетот на работата, иако до сега квалитетот на работата во општина Ѓорче Петров под водство на Александар беше навистина на едно супер високо европско ниво. Сега можеме да кажеме дека имаме и чекор понапред во делот на комфорот и така натаму. Нормално дека човек е секогаш среќен и задоволен кога може да биде дел од еден ваков проект. Многу често сме во општина Ѓорче Петров, отпочнуваме или пак завршуваме проекти кои што се додадена вредност за самата општина. Користам ова прилика да му честитам и на Александар, на советниците овдека во општина Ѓорче Петров, на советниците во град Скопје, на пратениците, подпредседателот Мисајловски, Бојан, кој што исто така е дел од македонскиот парламент, како председател на општинскиот комитет, за една навистина организирана тимска работа, и кога тимски се работи и покрај тоа што имаше Александар навистина ни тешки услови, огромен долг, сепак овие нешто помалку од 2 години успева во најголема мера да го врати тој долг, но и да обезбеди средства за дополнителни инвестиции. Честитам и посакувам само многу вакви проекти во иднина, што би значиле дополнителен квалитет во животот на Ѓорче Петровци. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на... Коментар за преписките со Груевски. Што е позадината на ова? Па јас тоа што имав да кажам поврзано со Никола Груевски го кажав јасно и гласно и немам што повеќе на тоа да додадам. Она што можам да го кажам е дека наивно е да се верува дека ова станува збор само за еден обичен криминален измени во кривичниот законник. Ова е многу повеќе од тоа. Ова беше едно сценарио кој што го подготвуваше Оската ДУИ, СДСМ и структури дел од поранешните раководства во ВМРО ДПМН. Ова беше смислено сценарио да се најпрвен обезбеди мнозинство со кое што ќе се гласаат уставните измени според бугарскиот диктат. Откако видоа дека тоа нема да се случи, бидејќи јасно беше гласањето, оние 44 пратеника од коалицијата, тоа се сите пратеници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во парламентот, тогаш вториот чекор во кој што инвестира власта или Оската, СДСМ, ДУИ и делот поранешното раководство на ВМРО ДПМН, тоа беше да се спушти потенцијалот на ВМРО ДПМН. Тие би биле најстрекни да тој биде некаде околу 50 на пратеника, бидејќи сега знаат дека сме многу блиску до мнозинство во парламентот и на тој начин при формирањето на нивната влада да се уценува ВМРО ДПМН, при формирањето на таа влада да го прифати, би рекол, бугарскиот диктат. Она што јас можам да го кажам е дека ниту сега, ниту во иднина, додека сум јас председател на ВМРО ДПМН, овој бугарски диктат поцена и на тоа да ВМРО ДПМН и во иднина ги брани овие позиции, нема да го прифатам бугарскиот диктат и овие услови кои што ги нуди оваа Оска помеѓу СДСМ, ДУИ и дел од поранешното раководство, колумнисти сега на ВМРО ДПМН. Тоа треба на секој да му е јасно дека такво нешто нити ќе се случи сега, ниту пак во иднина. Од сега се велат дека по обвинениви случувања постоел раскол во ВМРО ДПМН. Ваш коментар, дали вашата партија смета дека постои раскол во моментот? Со оглед на тоа дека утре имате нели најавено централен комитет на партијата? Па редовен централен комитет е тоа. Вчера имавме извршен комитет, предпоставувам никој не знае дека сме имале извршен комитет. Треба да се носат одлуки. За 6 месеци од прилика денеска ќе имаме избори председателски парламентарни значајни. Се докомплетираат структурите на партијата, така што тоа се редовни процеси на извршниот и на централниот комитет. Раскол. Они би посакувале да има раскол, не само што нема раскол, партијата никогаш не била пообединета. Но од друга страна можете да забележите како, да речеме, кога се гласаше дневниот ред за уставните измени,
ќе забележите дека двајца пратеници од коалицијата на СДСМ не гласа. Не гласа. Истовремено ќе видите дека од дуи на дневна основа се појавува некој, па дури имаме и нови политички партии. Што значи дека расколот е на друго место. Во ВМРО ДПМН постои една кохезија како никогаш до сега. И на крајот од денот, ако на вистина постои раскол, тоа значи дека они имаат подобра позиција сега. Еве, нека го распуштат парламентот, додиме на предвремени парламентарни избори и нека го искористат тој момент, ако се толку силни. Тоа е единствениот начин да се покаже каде има раскол. Еве, јас веднаш им викам, ајде да го распуштиме уште утре парламентот, сега нели има раскол, они ќе имаат подобра позиција, додиме на предвремени парламентарни избори и да видиме каков ќе биде резултат. Груевски денеска вас повторно ве прозва преку Facebook статус со серија тешки обвинувања. Како ги коментирате тие обвинувања? Па нека е жив и здрав. Мојата порака до Никола Груевски е не би сакал никогаш да им правам на луѓето тоа што не сакам луѓето мене да им прават. Да, ви благодарам.